Еден од омилените ликови на јавноста, Коста Бузалевски од хит серијата Преспав, истовремено детективот Цветко или Цобе од Година на мајмунот, бројни театарски улоги. Актерот Игор Ангелов гостин со мене во студиото на Репортер. Игор, добро дојде. Здраво, Сандра. Како си? Супер. Заврши петата сезона од серијата Преспав. Како си задоволен од ова што го прикажавте? Оваа сезона? Па сум задоволен. Реакциите уште не се стигнати, баш е сега тази завршено и уште ми пристигаат многу така. Убави луѓе кои што споделуваат убави моменти со серијата. Задоволен сум генерално, некако брзо ми помина, брзо се снимаше. Иако во ова чудно време, лошо време, некако испадна се како снимавте во време на корона, да речеме, кога моравте тоа е чудно на почеток, мислев дека леле, викам сега ова ќе биде крш, хаос. Ама некако имаше добра организација. Значи баш продукцијски покажавме дека може и во време на пандемија, ваква корона, нешто да се смисли добро, да се организира и да се снима. Имавме тестирања постојано. Внимававме, немавме контактите ни беа сведени на минимум, сите бевме посебно. Некако беше на почеток кога ми кажуваа, ми беше многу чудно. Си велам, не може ова не можеме ние да го направиме, ама испадна се. Не можете да го направите кога почнавте со првата сезона, па испаднаа 5 сезони, ќе има ли шеста сезона или рано уште да се зборува за тоа? Навистина не знам. Јас би сакал да има, ама не знам, тоа зависи од многу фактори, едноставно моје е да си го сработам тоа што треба, другото ќе си дојде. Да бидам искрена, читав многу коментари околу петата сезона на Преспав. Имаше негативни критики од типот дека беше пренагласена хомосексуалноста во сценариото. Кој е твојот став за тоа и дали ти воопште слушна такво нешто? Па и во првата сезона беше пренагласено се, така да сите нови работи кај нас проаѓаат, нели? Така, знаеме во какво општество живееме, а и знаеме какви бариери и ѕидови се обидуваме и сигурен сум дека ги поместуваме и ги туркаме ние. Така да за мене, знам во каква средина живеам и работам, така за мене ова не е ништо ново. Само да се вратиме пред 4-5-6 години, кога се појавија тие ликови на телевизија, тоа беше исто страшно за некои луѓе. Го играш ликот на Коста Бузалевски, вториот од тројцата браќа Бузалевски, еден од омилените. Преспански фраер кој што се пушта на се што е женско, исто време во брак со студена германка Ула. И сега како се најде ти во таа улога? Пак, како се најдов? Не знам, тешко, чудно. Како се снајде да ја доловиш? Тешко, чудно, уште еве, пак ова неколку пати го имам кажан, уште кога ми го раскажува ликот каков ќе биде уште пред првата сезона, ми вика тоа ќе биде ликот, тоа некако ми беше се чудно целиот однос, па и Тијана како Тијана, таа не ја познавав јас како актерка. Не се знаевте така? Се знаевме чисто така, здраво, ама како актерка на сцена некако, сепак таа има друга професија и си велам, леле, каде сега, што правиме? Ама некако влеговме во тоа и мислам дека некоја енергија интересна се спои, таа студена германка, од друга страна јас некој джибер локален кој што бивш камионџија кој што мисли дека е тука мажијак, некој кој што сите женски ги врти, а во суштина гледаме што е. Коста е еден од омилените ликови не само на возрастните, туку и на децата. И сега колку мислиш ти дека во него се крие, што знам, прототип на некој, ајде да речеме, неизживеан маж? Па да. Па зошто? Па што е убавината и зошто проаѓаме добро со Преспав? Затоа што публиката се препознава, ликовите што се во Преспав се меѓу нас насекаде. Мислам, насекаде има корумпирани луѓе кои што мислат дека се многу моќни, локалци, маргиналци, алкохоличари и девојки ефтини лесни. Така да има и такви квази фраери, квази момци кои што мислат дека можат се. Успеавте да го постигнете тоа да децата и луѓето очекуваат и во приватниот живот да бидете она што го гледаме ние. Да, тоа е. Колку ти се соочуваш да речеме со? Па тоа е силата на телевизијата. Се соочувам постојано со луѓе кои што кога ќе ме сретнат на улица мислат дека го среќаваат Коста и се однесуваат баш како да зборуваат со Коста, но тоа е тоа. Јас тоа можам да се носам со тоа. Добро, само да те прашам како доби улогата
на Коста со оглед на тоа што се работи. Па ми се јавија продуцентите, Пеце и тогаш и Игор Иванов, мислам дека стартуваше во режијата и ми се јавија и баш почнавме да имаме состаноци каде што ми кажа ќе се спрема серија, ќе биде ситком. Јас тоа како формат не знаев што е. Тоест знаев што гледав странски продукции, некако кај нас тоа беше ново нешто. Беше нива, не изорана. Баш беше никој ништо не снимал такво нешто. И кога едноставно ми соопштија, се спрема една серија, ќе биде ова, ќе биде ова, ликот ќе биде тоа. После ми кажа Тијана дека ќе ми биде партнерка, исто шокот беше уште поголем, ама добро искуство. Мислам, како и да го посакувам ова на секој актер. Се живеел во аеродром, односно дека аеродромец, да. Дека си аеродромец. И сега како пошто го памтиш? Пошто го памтиш аеродром? Аеродром го памтам по многу работи, многу позитивни работи. Аеродром е нешто што ме поврзува со мојата младост, со моите најрани сеќавања, години, 80-тите години во аеродром и 90-тите години во аеродром беа многу различни. Значи, веќе 90-тите години се случи таа транзиција, па некои неубави работи, така да бев сведок на многу, например, една работа, јас учев во БАТО, Видое Смилевски БАТО, училиштето, сега не знам како се вика. Љубен Лапе се вика сега. Љубен Лапе. Да. И јас бев седмо оделение кога имавме, кога правевме нова држава, кога се осамостојувавме, и баш близу училиштето е касарната. И баш ние бевме на училиште кога војската се повлекуваше, па имаше тензии, некој па полиција, па не знам што, па војската ги празнеа, ЈНА ги празнеше касарните, па имаше некои превирања. Период кога растев на војниот базен. Сега ми го иззема мојот, ти слушаш црвена јабука претпоставам. Да, па мислам војни базен, па да се добие пропусница за војни базен, па да можеш да влезеш таму. Имав можност да одам и на истиот базен и со син ми после многу години, ама голема разлика има. Голема разлика. Тоа нема врска со тоа што беше. И добро, фрајерлукот беше на воен базен, претпоставувам, во тие години? Ја не бев и многу возрасен, така да не бев некој фраер, ама например таму пливав, се научив да пливам, покрај Вардар одевме на мостот, железниот мост кај Стар аеродром, таму се учевме да пливаме и на војни базен. Ама имаше и дружење, друг тип на дружење. Аеродром како населба беше многу по празна. Дрвата беа помали, понеизраснати, потенки дрва. Например, денес се дрвата пораснати. Дрвата од мојата младост беа тенки, сега се јавори големи кои што се пораснати, но има многу згради. Да, и сечени се, но има многу згради. Например, многу простор што беше околу главната улица Јане Сандански, беше празен простор каде што игравме фудбал, каде што се дружевме, игравме граница, камај и такви работи. Сега тоа се згради, трговски центри и некои објекти кои што не ги препознавам. Така да аеродром доживеа од една фина населба која што имаше шанси да се, не знам, да стане една, му се случи некоја градежна агресија која што ја направи да личи на нешто друго, но тоа не е само со аеродром, тоа е и со цел град. Да, со цел град. Си отиде од аеродром и живееш сега во моментот во Барадовци и кога ќе дојдеш сега што си викаш? Па што си викам, брат ми живее се уште во аеродром и често одам, често проаѓам. Едноставно добро е што нашето мало и малата во аеродром внатре нема градежна деконструкција, дека нешто се случило. И тоа ми е драго што населбата внатре е иста. Ке прават голф терени во Лисиче. Ќе одиш на голф како аеродромец или не? Обавезно, со талат. Со талат, со голфот на талат. Така, сигурно. Со голф петка, без голф палици. Да. Навиваш земзете? Па навивав, да. Сега веќе не? Па навивам, ако секогаш се дружам многу со луѓе сега времето го проаѓам во Карпош, близу Драмски театар и таму се дружам со многу луѓе кај Пуно, тоа е едно култно место кај Пуно, морам да го спомнам затоа што доста време проаѓам таму и доаѓаат интересни луѓе, а таму претежно се дечки кои што се пораснати во Карпош центар и тие обично навиваат за работнички, што е логично. И секогаш сум ја тука да им кажам МЗТ и тука го има тој дуализам, секогаш се зезаме.
ама искрено не пратам веќе. Мислам дека спортот генерално во Скопје не е тоа што беше во тие години јас што памтам. Например, јас го памтам, јас бев на надпреварот кога МЗТ го победи Реал Мадрид. Перо Блажевски ден денес кога ќе го сретнам, тој ги даде последните 2 слободни, со што го победивме Реал Мадрид. Што беа времиња каде што стварно мене ми беше многу драго да видам навивач на МЗТ и на Вардар. Во трето полувреме играше голман? Да, бев голман во трето полувреме. Приватно играш фудбал? Да, имам нешто тренирано како голман, како знаев да бранам и во мало во аеродром кога многу тоа беа години кога многу се спортуваше, се играше фудбал и кошарка од сабајле до вечер, буквално. Тие времиња многу ми е криво што ги нема веќе, децата веќе не спортуваат толку, не се на улица да играат толку. Да. Ние сме играле по цели денови. Единствено пауза правевме кога одевме од хидрант на земја, пуштавме вода, тоа кој од аеродром го знае тоа. Пуштавме вода и пиевме директно вода и па повторно игравме. И бранев многу, да. Така да тоа... Значи најдобар голман од глумците, меѓу глумците. Да. Морам да те прашам на првите излегување и првото пијанство. Не знам, се сеќаваш ли на тоа? Да. Одамна беше. Да. Па сега се сеќавам, нема да кажам колку години имам, зашто имам синови кои што ми дадоа 2 чаши вино, испив 2 чаши вино. Значи бев на некоја забава, во аеродром беше, да. И се појави некоја црвено вино, кавадарка мислам. И се отвори, испив ја една чаша и да се направам силен, испив уште една чаша, втората чаша ја пиев со кока-кола. А си правил бамбус? Во тоа време тоа беше модерно. Втората чаша испив со кока-кола и веќе од тогаш не се сеќавам, знам дека другарите ме донесува до дома. И така. Добро, како е да се живее во Бардовци? Во куќа? Што правиш, како ти поминуваат деновите? Па, различно е од колку што живеев претходно. Некако по природа сум човек што уште додека градевме куќата пред 20 години, беше место за да избегаме од аеродром, за да одиме таму и некако се приврзав со тоа место. Самата земја, просторот што го имам околу куќата те обврзува да ја работиш, да ја косиш, па имам простор за бавча, па таа бавча кога ќе посадиш нешто, само продолжив да правам некои работи кои што ги прават соседите во околината. И некако тоа ми стана убава преокупација, сватив дека тоа ме одмара. Со тек на време имав простор да правам вино, па имам едно лозие во близина на Скопје кое што почнавме да го работиме, па го работев некоја година, па сега го оставив, пошто сватив дека тоа не може баш така да се работи. Направи вино, извинете, те прекинав за оваа година? Молам? Направи вино за оваа година? Да. Подобро од претходната или? Па кој е мислам критериумот? Мислам дека ова година грозијето беше со малку помалку шекерни единици, затоа што пред да го береме негде во август, почетокот заврна некој дожд кој што го намали процентот на шекер во грозијето. Лани грозијето беше добро, ама па немаше многу род. Ова година мислам дека беше малку со помалку шекер. Ама добро вино. Какво грозје ставаш? Ова година направив мерлот. Мерлот, а лани правев имав 3-4 врсти, имав мерлот, имав вранец, имав хамбург, купив хамбург од Кумановскиот регион и смедеревка, исто од Кавадарци од тој крај. Нишевка од Скопскиот, значи комбинирам разни, тоа не се големи количини, ги правам за моје користење, тоа се мали количини, но мислам дека од година на година сум се подобар и подобар, затоа што консултирам и други луѓе. Не го конзумирам виното за да ме смири, едноставно го конзумирам затоа што уживам во тоа, го конзумирам во мали количини, но уживам во тоа. Среќен сум што и блиските мои околу мене го конзумираат и жена ми го конзумира. Уживаме во вино, во убаво вино. Моите пријатели постојано си менуваме алкохолни пијалоци. Кај Пуно често одам, тоа е местото каде што излагам често во близина на Драмски театар, тоа е место каде што има
добри луѓе познавачи на добри вина, и тука се менуваат интересни алкохоли, пробуваме некои раки интересни, што се одговорно во мали количини, но мислам дека тоа не прави така да разменуваме убава енергија. Сега пред малку ја спомна сопругата, рече живееме во добро вино. Како се запознавте? Па учевме заедно во средна школа. Да, во средна школа учевме. Неизе многу јодеше математика, мене не ми јодеше математика и морав часови да взимам. Прима. Да, некако другарски. Почна да ми помага да учиме заедно, да ги поправам оценките. И така, во меѓу бројките се појави таа љубов која што трае. А како се носи таа со твојата популярност? Па не знам, веројатно не е лесно. Се трудам да не го носам дома, едноставно да бидам тој што сум. Мислам дека се носи добро. Често те гледав, пошто летово и јас го минував на кеј, често те гледав дека трчаш на кеј. Некаде прочитав дека со сопругата заедно трчате маратони или? Не. Сам? Не? Јас трчам, сопругата пробуваше, ама мислам дека има време ќе трча. А ти редовно трчаш? Па да, веќе тоа цела приказна почнува пред трето полувреме филмот кога го спремавме. Тоа е веќе 10-11 години, можеби. Тогаш бевме во фаза каде што се собравме, каде што требаше да тренираме и да вежбаме, да бидеме во некоја кондиција затоа што снимавме таков филм. И тогаш сватив дека ја не можам да истрчам ни еден круг околу стадион, не може 400 метри да истрчам. Баш бев бев млад, помлад, 10-11 години, а немав сила никаква во себе. И така се фрапирав кога сватив дека не сум спремен ни 5 минути да трчам. И така некако си реков сам на себе, не може вака, млад си, мораш да почнеш. И така почнав да трчам и сватив дека тоа е нешто што ми одговара. Го најдов тој баланс и ден себе веќе 10-11 години трчам и тоа активно трчам речиси секој втор ден или секој ден. Истрчав многу полумаратони, крос трки, планински трчања, бев во фази каде што си го мерев времето, па сега мораш да си го подобри времето, но последните 3-4 години веќе трчам чисто онака. Дури немам ни гаджети додатни да си мерам пулс и такви работи, затоа што си го знам веќе телото, организмот и си го знам ритамот. Татко на два сина, расте ли тие со твојата улога на Петко и колку што наследија од тебе? Па, како се носат тие со твојата популарност? Па, мислам дека сосема свесни се за тоа што го работам. Знаат, запознаени се со професијата што ја работам, со сите убави и неубави работи, затоа што мојата професија не е само убави работи. Мојата професија е и долги отсуства, нередовни, знаеш, иако имам слободно време, многу често сум барем до лани, затоа што еве година дена ништо не се прави, бев многу зафатен и ме нема периоди, па не сум тука, па сум во странство, па ми се случуваат некои проекти каде што ме нема. Од друга страна, да, децата пораснаа со Петко, мислам тоа е проект кој што трае, мислам и од големиот син кој што има веќе 18 години ке полни, и тој кога беше дете беше покрај Петко, растеше со Петко, и малиот син 11 годишниот и тој порасна со Петко, така да тука се, тоа е дел од нас. Коста од една страна, ама Цветко, детективот Цветко омилениот на најмладата публика, па и на возрастните. И Дедоменде. И Дедоменде, да. Колку е тешко да се три лика играш во Петко? Да, играв Цветко, сега веќе Цветко го нема во последната сезона. Сега го играм детективот Цветко, детективот Ц и Дедоменде. Те молам да ја откриеш тајната, зошто Баба Севда никогаш не се појавува во серијата. Тоа е како на Том и Џери до пола. Ете. Така. Тоа е тајната. Ти ја откри. Па нема тајна едноставно, тоа го решивме да биде така. Пак на некој начин и Дедоменде е некој кој што е постојано уплашен од Баба Севда, која што Баба Севда е секогаш некоја доминантна, која што цело време се плаши од нејзе и оди на пазари за нејзе и се прави. Едно од оние омилените беше на сотапкањето кога ги собираа сликичките од Татарушану или како се викаше. Да. Има многу. Тоа е приказна што трае веќе долго време, над 10 години. За мене тоа е нешто што ме
на некој начин обележува веќе, затоа што јас веќе над 10 години сум во таа приказна и тоа е огромно влијание кое што го носам на публиката, на младата публика и ден ме среќаваат деца тинејџери кои што се веќе возрастни, кои што не гледаат веќе 5+, ама ми кажуваат кога бев дете те гледав. И тоа ми е многу драго кога пренесувам една позитивна идеја. Мислам дека 5+ е нешто што е автентично, нешто што на вистина е чисто, затоа што деца кога приоѓаат со чист комплимент е нешто најдраго. И каде љубовта за глума и кога реши да се запишеш на ФДУ? Влезе од прва? Па да, тоа се случи во средна школа. Немам ја некоја приказна со тоа дека однапред пред тоа сум се занимавал со некој аматерски театар и нешто. Имаше некој обид во средна школа, од гимназија доаѓам во Скопје, каде што немаше некоја активна драмска, тоа како се вика театар, Зефлюш Марко. Во Зефлюш учев и немаше некоја така силна драмска школа. Трета година кога бев, некако почнав да одам многу во театар, во тоа време играа многу представи во МНТ центар. Имаше ли некоја омилена заради која? Па гледав во тој период многу представи, значи некако магијата на затворена кутија театар, тоа чувство на влегување на актери внатре, облакаат костим, шминка, играат улога и после тоа се демаскираат, излегуваат и се сосема анонимни, сосема приватни луѓе. Мене ми беше фасцинантно. За мене тој феномен ден денес е нешто што е најубаво. Така решив да станам актер, па после не знаев, после видов дека има факултет за драмски уметности, па некако почнав да читам драми, да се спремам, некако беше се многу хаотично, ми беше, значи, знаев дека сакам да станам глумец, што и да е, морам да станам актер. А после методот како влегов, тоа некако се некако како во сон ми е ден денес. И некако влезе брзо, се случија тие 4 години на академија. Со кого се дружеше во тој период? Па имав за среќа имав горд сум што бев дел од класата на професор Владе Милчин. Одличен педагог, прекрасен човек. Драго ми е што бев дел од класа една каде што бевме многу добра класа. Бевме 4 машки и 8 жени, каде што од 4 години навистина многу работи поминавме заедно и тоа некако не спреми за понатаму да излеземе. И најважната работа е дека кога завршивме, на некој начин свативме дека тоа е само нов почеток. Дека не е поентата само да се заврши, да се земе дипломата, да се стане актер. Работата е што секој крај е нов почеток. И тоа трае и ден денес. И првата улога која што доби театарска, телевизиска, не знам. Па прва телевизиска добив во една бајка во МТВ, тогаш имаше Светот на бајките. Тоа е одамна, 99-та, можеби 98-та година бев студент. И знам дека дојде некој на академија во бифето од МТВ, некој продуцент и ме одбра да дојдем. Ми рече дојди, некоја мала улога. Отидов во МТВ и памтам дека имав една реплика. Требаше да кажам, бев некој млад принц, кој што требаше да каже една реплика, ја памтам репликата беше кралу ја барам раката од вашата керка Симонида. Значи ја бев принц од нешто. Од вашата керка Симонида. Тоа ми беше репликата. И Дац, Драган Спасов, беше кралот и снимаме сега тие беа големи имиња за мене. Фасциниран јас од нив и доаѓа мојот ред и јас се одлакам и треба да кажам кралот, ја барам раката од вашата керка Симонида, а јас место керка жена. На Дац жена моја. Ја барам раката на вашата жена Симонида, Дац ми вика не ти ја давам, а треба да ми ја даде. Не ми јасно. Режисерот вика стоп, па доаѓам, вика не жена, керка. Ајде пак, дубал. Пак жена. Од тогаш Коста, значи ти се превлекува, се шалам. Па има логика, затоа што со текстот и ден денес сум некако така лабав, не држам многу. И можеби тоа е тоа. Кога работеше во театарот во Прилеп, откако дипломираше, претпоставам на ФДУ, живееше во Прилеп или... Патував, живеев, значи тоа беше период што ми е многу драг. Имав среќа што дипломирав, веднаш да ми се отвори шанса да одиме неколку луѓе од класата да работиме во други театри.
меѓу нив бев јас, отидов во Прилеп, ја прифатив веднаш понудата и ми се случи многу да работам. Тогаш во Прилепскиот театар немаше млади актери. Сега има многу млади. Тогаш бевме, тогаш бевме јас и уште тројца, две девојки или три и уште еден актер. И влеговме во оган. Некако не ставија во оган. И тоа на почеток мене ми беше многу чудно, многу тешко. Одеднаш почнав да играм големи улоги. Влегував од представа во представа. Играв по 4 по 5 представи во сезона. Значи цел репертоар го држев. Ама од денешен аспект си велам фала, тоа беше период кога научив што е театар, кога научив како функционира театарот. За среќа колегите од таму ме прифатија. Имав чест и среќа да работам со големи имиња театарски, кои што многу од нив и сега веќе не се живи, ама имав среќа да работам со нив и тоа ме направи на некој начин да кога се вратив во Скопје веќе имав товар кој што можев многу лесно да го носам. Сустема за крај, во година на мајмунот играш филм во кој што немаш партнер, односно играш со мајмун, ќе ни откриеш ли дали е тоа костимирана личност или е вистински? Костимирана личност. Тоа е актер од Англија, Питер Елиот. Многу интересен лик кој што професионален актер се занимава само со тоа. Работи специјалист за движења за мајмуни и за мечки. И тој живее во Лондон. Да, јас се фрапирав кога ми кажуваа. Го запознав, прекрасен човек. 55 годишен, веќе има 57, 8, 9. Човекот долги години, исто професионален актер, кој што последните 20 години работи само во костим, експерт за движења за мајмуни и за мечки. И тоа беше чудно искуство да се работи, да се снима филм со човек. 50 дена го снимав, 50 дена, баш околу 40 дена поминав со него. Многу убав период. Сустема за крај, се уште луѓето не се вратени во театарот, претпоставувам дека едва чекате да помине се тоа. Тоа е нешто што тоа е нешто постојано што ме тера да размислувам за тоа, затоа што со ова пандемија и со ова затварање буквално јас како актер се лично за себе зборувам, верувам и моите колеги, се осеќаме најпогодени, затоа што нашата примарна работа е театар. Театарот е жива уметност, бара публика и баш ми е постојано размислувам на тоа како сега ова кога ќе заврши се, како ќе се вратиме во нормала, како ќе дојде публиката, кои се тие мерки, како мислам театарот постоел и ќе постои. Знам дека прошол многу кризи, ама театарот обстојувал. Така да мислам дека ќе се врати полека. Имам многу представи кои што ги работиме. Многу ми е жал што таман направивме една представа која што мислам дека ќе оставеше белег во ова општество Мојот маш на Румена Бужаровска, режија на Нела Витошевиќ. Тоа беше представа која што таман тргна да игра, имавме една-две изведби и затвори цела работа. Така да мислам дека сега ќе продолжиме со тоа. Се случи уште еден филм да го снимам во Бугарија летоска. Ми се случи еден филм кој што тотално ме однесе во друг простор. Мислам дека со тоа нешто ќе се отвори понатаму жанровски сосема поинако филм каде што играм на бугарски јазик, нешто што е ново, чудно за мене, нешто снимав во Србија, некоја серија, исто некоја мала улога играв во Србија. Така да покрај тоа што се снима, примарно пак велам театарот е тоа што сум јас. Значи не знам што да кажам, можам само да апелирам кога ќе заврши ова, сакам публиката да се врати без никаков проблем да се врати на тоа што беше. Порано разговаравме многу за ваква е представата, таква е, ова е комедија, ова. Само да има нешто. Сега само нека има публика, нека доаѓа, без разлика каде, нека се врати затоа што верувам дека ќе се врати пошто и на луѓето им недостасува малку фали на сите. И мене ми фали како гледач, а не да играм. Мене ми фали да седнам, да се затемниме светлото и да почне представа. Ти благодарам на убавиот разговор и следниот разговор сигурно ќе биде кога ќе се нормализира ситуацијава со пандемијата, се надевам дека ова е нешто што веќе при крај, дека ќе заврши и дека ќе биде секако што треба. Ти благодарам уште еднаш. Фала и на вас.